Добре дојдовте во уште едно аудио патување низ содржините на илустрираната Библија за млади. Доколку веќе не сте, притиснете го копчето subscribe и звончето до него, за навремено да добивате известување за сите интересни содржини кои следуваат на македонската информативна платформа во Америка. Змијата во рајот. Змијата беше најтра од сите полски зверови кои Господ Бог ги создал. И таа и рече на жената: дали навистина Бог ви кажа да не јадете од ниедно дрво во градината? Жената и рече на змијата: од плодовите на дрвјата во градината ние можеме да јадеме, но од плодот на дрвото што е во средина на градината, Бог рече да не јадете од него, ниту да се допрете до него, за да не умрете. А змијата и рече на жената: никако нема да умрете, туку знае Бог, тој ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и ќе бидете како богови да го познавате доброто и злото. Адам и Ева јадат од забранетото овошје. И кога виде жената дека плодот од дрвото беше добар за јадење и пријатен за поглед, и дека тоа дрво е пожелно, зашто дава знаење, зеде од плодот, јаде и му даде на својот маж да јаде со неа, и тој јаде. Тогаш им се отворија очите на обајцата и видео дека се голи. Исплетоа смоквини лисја и си направија прегачи. И кога го слушнаа гласот на Господ Бог кој одеше по градината под дневниот ветрец, Адам и жената му се скрија од лицето на Господ Бог меѓу дрвјата во градината. Но Господ Бог го повика Адама и му рече: каде си? А тој одговори: го чув твојот глас во градината и се уплашив, зашто сум гол, и се скрив. А Бог му рече: кој ти кажа дека си гол? Да не си јадел од дрвото од кое ти заповедав да не јадеш? Адам одговори: жената која ми ја даде за другарка, таа ми даде од дрвото и јадов. И Господ Бог и рече на жената: зошто тоа си го сторила? А жената одговори: змијата ме подмами и јадов. Адам и Ева истерани од рајот. И тогаш и рече Господ Бог на змијата: кога си го сторила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите полски зверови. На стомакот да се влечеш и земја да јадеш во текот на целиот живот. Непријателство ќе поставам меѓу тебе и жената, меѓу твоето потомство и нејзиното потомство. Тој ќе ти ја смачка главата, а ти ќе му ја нарадиш петицата. На жената и рече: ќе ти ги намножам твоите маки во бременоста, и со маки ќе раѓаш деца, и сепак по својот маж ќе копнееш, и тој ќе господари со тебе. А на Адам му рече: зашто си го послушал гласот на жената и си јадел од дрвото од кое ти забранив да јадеш кога ти кажав да не јадеш од него, еве земјата да биде проклета поради тебе. Со мака ќе се храниш од неа во сите денови од својот живот. Трња и боцке ќе ти раѓа, а ти ќе јадеш полски растенија. Со потта на лицето ќе јадеш леп додека не се вратиш во земјата, зашто од неа си земен. Прав си и во прав ќе се вратиш. И Адам истави име на жената Ева, зашто е таа мајка на сите живи. И Господ Бог им направи кожени алишта на Адам и на жената и им ги облече. И Господ Бог рече:
Ете, човекот стана како еден од нас, зашто разпознава добро и зло. И сега, за да не ја пружи раката и да не земе од дрвото на животот, да јаде и да живее вечно. Затоа Господ Бог го истера од рајската градина да ја обработува земјата од која беше земен. Кога Господ Бог го истера Адама, постави на исток од рајската градина херувим со пламен на блескав меч да го чува патот кон дрвото на животот.